Полицијата распиша меѓународна потерница по бегалците Горан Груевски и Никола Бошковски, двајцата вработени во МВР. Нив им се губи трагата откако Врховниот суд ја потврди одлуката на апелација. Двајцата обвинети од СЕО за нелегалното прислушување да завршат во истражниот затвор во Шутка. Екипи на МВР биле дома и кај Груевски и кај Бошковски. Не ги нашле, а ниту добили информација од нивните најблиски, каде се и каде може да бидат најдени. Полицијата освен во Скопје ги барала и во Охрид и Велес, бидејќи имале сознание дека обвинетите можеби се кријат во овие два града, но не ги нашле ни таму. За експертите од областа за безбедноста, воопшто не е изненадувачки двајцата оперативци на тајната полиција и легално да ја напуштиле Македонија иако се без пасоши. Во овој случај ќе им се даде можност да бегаат, но другиот дел кој што е уште потежок, влијанието врз судот и судиите, можат да прават притисоци. Ова е резултат кој повеќе го гледам како притисок на лицата кои не се во притвор и истите можат да вршат притисок да заминат. Но другиот дел кој што е уште потежок е дека преку организираниот криминал голем дел од парите се испратени надвор од државата. Во последниве неколку месеци ова е втор случај каде се одредува притвор во случај на СЕО, а обвинетиот не е достапен за да биде однесен во истражниот затвор во Шутка. На Груевски и Бошковски им претходеше случајот со бизнисменот Сејат Кочан и по него полицијата распиша меѓународна потерница која воопшто не помогна тој да биде пронајден. Кочан беше надвор од земјава речиси 2 месеца со оправдување дека е на службен пат, иако му беше одреден притвор. Тој ја напушти Македонија откако судот се одлучи за ваква мерка. Се врати по 60 дена откако Врховниот суд му го укина притворот, а меѓународната потерница е повлечена. За Груевски и Бошковски одлука за притвор има веќе 10 дена. Од слобода ја чека одлуката на највисокиот суд, кој само го потврди притворот. Пред апелацијскиот суд обвинетите во тврдина и таргет преку адвокатите ветуваат дека не планираат да бегаат и дека ќе бидат на располагање за потребите на судската постапка против нив.